Да, после разговорот, секако минути за рекламите и се враќаме повторно во студиото, следува вториот разговор. А би го најавила вака, денеска градовите практично растат побрзо отколку нашата способност да ги планираме мудро. А за тоа како квалитетно, подобар квалитет на живење да обезбедиме во урбаните средини, сигурно ни е потребно мислењето на експертската фела. Денеска му велам добар ден на мојот гостин, професорот Јосиф Јосифовски, декан на Градежниот факултет. Да, добар ден и добар ден, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Так, професоре, ќе зборуваме околу урбанизацијата на Скопје, нешто што практично не засега сите како граѓани, меѓутоа разговорот ќе го почнеме со можеби интересот на идните градежници кои што ќе бидат или идните студенти во што ќе дојдат во вашите клупи, бидејќи без малку за некои 3-4 месеци матурантите, идните бруцоши ќе мора да размислуваат каде ќе го продолжат своето образование и што доколку еве нивниот фокус на интерес биде градежната дејност. Што е она што можеби би можело практично да биде иницијалниот момент да се одлучат да студираат на градежниот факултет? Да, одлично. Вака јас би сакал да започнам со тоа што ќе кажам дека градежништвото е една од најзначајните општествени индустријски гранки, дека таа е значајна за економскиот развој на државата и како што кажете и вие, неопходно е да имаме соодветен кадар кој ќе гради во иднина нашата држава. Градежниот факултет е установа, односно високообразовна установа при Универзитетот Свети Кирил и Методи, која што екзистира 76 години, значи со најдолга традиција во нашата земја и ние посветуваме големо внимание на образувањето на нашите кадри, односно нашите студенти. Она што во последните години се случува е намален интерес на студентите да студираат на градежниот факултет, меѓутоа и на сите технички струки, што сакаме да го исправиме на некој начин, односно да објасниме зашто би требало студентите да се запишат на градежниот факултет. Имено недостатокот на кадри, како што кажав, во оваа струка и притисокот врз пазарот на трудот едноставно создава и подобри можности за нив на некој начин, така да веднаш имаат можност да добијат вработување и да добијат соодветни финансиски надомест. Градежништвото е исто така благородна професија, знаете, со тоа можеме да се пофалиме и да кажеме дека е големо достигнување за секој еден кој што ќе успее да изгради нешто, да учествува во некоја градба и понатаму да речеме да се инвестира едноставно во такви дела кои што ќе останат и понатаму во практично автентичност, автентичен печат да остави во. Апсолутно. Значи, ние се трудиме преку многу иницијативи, да речеме, имаме одредени летни школи, имаме посети на средношколците во гимназиите ширум нашата држава, за да им ги презентираме предностите на градежништвото и токму, како што рековте, зашто би одбрале таа професија. Организираме хакатони, тоа е најново, многу набрзо за недела до 2 ќе се одржи таков еден хакатон во рамките на градежниот факултет, каде што имаме околу 10 екипи од 3 до 5 ученици од скопските гимназии, кои што ќе учествуваат на него и едноставно ќе се занимаваат, односно ќе ги допрат темите, што рековме значајните теми во градежништвото. Почињајќи од модерните теми, како што се зелената агента, одржливото градежништво, да речеме, одржувањето на конструкциите и така натаму ќе имаат можност поблиску да се запознаат со градежништво. Секако ние во нашата активност нудиме и одреден број на стипендии, што е многу значајно, значи ги поддржуваме нашите студенти во текот на нивното студирање и истото, да речеме, се поддржува континуирано, почињајќи од првиот циклус што велиме, значи до дипломските студии се до магистерските студии и натаму.
Така, споменавте градежната дејност не е можеби само дел кој што се размислува за некое естетско прашање, естетско уредување, туку е сублимат на повеќе дејности во однос на безбедноста, во однос на здравјето, во однос на климатските промени, во крајна линија во квалитетот на живот во еден град, во една урбана заедница. Меѓутоа, на почетокот рековте помала интересот. Сега, меѓу нас вака, нели ние постојано кога говориме техничките факултети, можеби има и малку страв кај учениците, бидејќи веднаш вела, знаете, доаѓате до отпор, тоа се навистина тешки факултети, па бараат нели многу учење, многу знаење, но тоа учење и знаење треба да има и некоја соодветна база претходно од основното, од средното образование. Што практично оваа настава нуди за да ги привлече, Па видите, ние во право сте, значи сите технички струки без исклучок потребно е да се поседува одредена техничка база, познавање на основните базичните науки, како што се математика, физика и така натаму. Значи едноставно без нив не се може, меѓутоа тоа може да се гледа и како одредена предност. Имено со тоа што ќе инвестирате во овие технички струки и во градежништвото, вие понатаму си правите поголема можност да успеете во вашата професија и да бидете високо ценети. Значи ве прави на некој начин различен од другите или посебен, што е добро да речеме да секој млад човек да го има таа можност да биде посебен во било која средина. Јас сакам да кажам дека ние работиме на тоа, значи имаме подготвителни курсови за сите запишани студенти на градежниот факултет од овие базични области што ги спомнавме, посебно од математиката, така да они во првиот семестар кога ќе влезат и да ги изучуваат овие дисциплини, имаат голема помош од нас, да речеме како подготвителни курсови, за да подоцна полесно се снајдат во тие дисциплини и релативно полесно да ги положат испитите. А кои други вештини, да речеме, покрај техничкото предзнаење или знаење некој што го совладале, треба да ги развиваат идните студенти? Да, тоа ви е одлично прашање. Морам да ви кажам, досега важеше дека техничките струги се прилично строги, како што рековме, морате да имате одлични познавања од тие базични и се посветуваше традиционално повеќе внимание на нив, што е и оправдано, не сакам да кажам дека е погрешно, меѓутоа се занемарува некои други вештини кои што се нарекуваат soft skills или меки вештини, кои што денеска гледаме дека се потребни во општеството и се бараат од стопанството, односно од самиот сектор во кој што тие студенти треба да работат и да допринесуваат. Така да секако тука би ги набројал, комуникацијските вештини се потребни секако за сите професии, без исклучок, па и за техничките професии. Потоа, да речеме, дигиталната писменост е нешто што мора да го имате денеска, затоа што технологијата се движи многу брзо, се користат различни софтвери и програми во секојдневното работење на нашите градежни инженери, така да тоа е потребно они во својот студиум да се запознаат и да ги добијат тие исто така вештини, критичкото размислување. Значи, не репетативно повторување, туку критичко размислување, посебно во делот кога се анализираат одредени проблеми, значи тоа треба да се потенцира и во наставната програма на секој предмет, кај секој професор, да постои таков елемент кој што ќе бара од студентите да размислуваат колку е можно покритично, критички, за да дојдат до вистината и до правите решенија за дадените проблеми. Понатаму, тимската работа, секако и интердисциплинарниот пристап на самите проблеми, затоа што секој проблем не екзистира посебно сам за себе, туку е спој од повеќе, да речеме, дисциплини или гледишта на истиот проблем и потребно е да се комуницира во професијата, да речеме, градежништвото е упатено да комуницира со архитектурата, односно со архитектите, потоа со машинските инженери, со електроинженерите, знаете, кога се гради одреден објект, сите тие фази се дел од градбата и ние мораме и сме упатени да имаме еден таков пристап и соодветна комуникација со нив. Предприемиштвото на крај, тој дух треба да се развива секако, ние тоа го правиме, имено тоа сакам исто да го споменам тука, дека во поново време почнавме и со поддршка на студентите во развивање на стартап.
стартапи, студентски стартапи на градежниот факултет, со наша помош се разбира, како професори, да ги воведуваме во професијата, да можат да развиваат своји мали и средни предпријатија и да можат да го најдат својот пат едноставно самите, доколку мислат дека е тоа најдобро за нив. Има многу опции, многу можности, само да сакаат каде да се насочат, нели каде да дисперзираат енергијата. Да, можеби е тука битно, на почетокот не споменав, значи на градежниот факултет се одвиваат 3 студиски програми, тоа е студиската програма за градежништво, студиската програма за геотехника и студиската програма за геодезија. И да речеме на првиот циклус и потоа на вториот циклус имаме уште 5 различни студиски програми, значи се продуцираат, односно се образуваат кадри од различни области во градежништвото, како што е конструктивното инженерство, хидротехничкото инженерство, инженерството од транспортната инфраструктура, геодезијата и геотехниката исто како одредени области, што значи еден широк спектар што ги покрива сите проблеми кои што би се јавиле во текот на градење на одреден објект или одредена, да речеме, зграда или било кој проблем се решава. Да, професоре, она што можеби едно со друго е поврзано во однос на овие две прашања, би прашала кои профили на градежни инженери најмногу се бараат на пазарот на труд, имајќи во предвид дека кога говориме нели за вака за технички, и за градежниот факултет, мора да знаеме каква е поврзаноста со бизнис заедницата. Колку им се нуди на самите студенти и во текот на студиите да можат да имаат можеби практична настава, соработка со одредени компании, а дополнително и самиот пазар на труд да диктира што е она што им е потребно. Да, апсолутно. Значи пазарот треба да ги диктира потребите и ние треба да ги задоволуваме потребите на пазарот, тука се согласуваме апсолутно. Недостатокот, како што кажав на почетокот од оваа дискусија, е огромен во моментов, што значи сите профили на градежни инженери се бараат, меѓутоа најповеќе се бараат, да речеме, хидротехничките инженери и инженерите за транспортната инфраструктура, тука се инженери за патишта и железници, од едноставни причини што, како што и самите кажавте, во последниот период не сме бележеле, да речеме, многу изградба на таков тип на објекти, да речеме, хидротехнички објекти, брани и така натаму, коридори, патни коридори, железници и едноставно се појавил одреден дефицит на такви инженери, односно се појавува одреден дефицит кај нас на такви инженери, едноставно од, како што и вие самите објаснивте, од тоа што во моментите, во некој одреден период во минатото немало потреба за такви инженери поради тоа што немало побарувачки или такви објекти не се градели. Тоа наспроти конструктивните инженери кои што повеќе се занимаваат со конструкции, објекти, градба и така натаму, кои што во практиката биле поредовни. Нашите односи со предпријатијата се изворедни, со стопанските комори, исто така морам да нагласам. Потребата за пракса, рековте, ја разбираме и сметаме дека е многу значајна, и затоа во соработка со нив нудиме така наречениот интершип или стажирање на нашите студенти во студиските програми. Имаме соодветни предмети во кои што они треба да исполнат одреден фонд на време или часови поминати во предпријатијата, каде што ќе се запознаат со практичните аспекти на градежништвото, што е многу корисно и еден прв чекор што јас велам кон некој концепт на дуално образование, едноставно ние да ги подготвиме со теоретските содржини или вештини, а во фирмите тие практично да се запознаат со реалното инженерство. И мислам дека тој концепт е докажан концепт во европските земји и ние треба да се прилагодуваме кон таков еден систем на високо образование. Да, имаме и во средното образование, во дел од техничките училишта, нели дуално образование, и тоа е добар исчекор да можат учениците да знаат каде да се насочат и да се градат, да добијат таа база на знаење, на информации, за потоа и полесно да одлучат каде би го продолжиле нели високото образование. Но од друга страна, професоре, дали има момент кога ние продуцираме нели за да добиете еден градежен инженер или независно од која и да е струка од градежниот
градежниот факултет, тоа е навистина квалификуван и едуциран кадар кој што е баран и на странските пазари. Како да ги привлечеме да останат тука? Видете, тоа е многу тешко да се постигне. Ние тоа го нарекуваме интелектуална емиграција. И нормално луѓето ќе идат или сите интелектуалци ќе идат тамо каде што ќе им се понудат подобри услови. И ние треба да работиме на тоа како да ги задржиме што е можно повеќе, меѓутоа не можеме да го ограничиме. Тоа сакав да го кажам. Она што треба да се прави е, како што рековте, да се трансформира системот на образование, да се биде во константна соработка и разговор со компаниите, стопанските комори, како да се изнајде еден заеднички концепт во кој што ќе им се понудат на овие вредни кадри што подобри услови да работат од тука. За среќа, она што кажавте, градежништвото е признаена дисциплина. Може би тоа во некои ситуации е одреден недостаток, затоа што сите дипломи од градежниот факултет се признаени во странство и им овозможува да едноставно заминат таму и работат во европските фирми и компании и така натаму. Меѓутоа, ако гледате од друга страна, тоа е некакво признание за нашето високо образование и за градежниот факултет, дека има сериозни студиски програми кои ги образуваат кадрите на соодветен начин со квалитет да може да бидат конкурентни и на тие пазари кои што знаеме дека се секако поконкурентни и поразвиени. Така, дека еден доказ дека се продуцира квалитетни. Да, значи ние не треба да се бориме против таквиот систем, него треба да изнајдеме собствен концепт или начин како да им понудиме повеќе и да ги задржиме тука. Тоа не мора да значи исклучиво финансиски средства или финансиска надокнада, може да бидат различни други услови кои што ќе ги натераат да останат во нашите компании. И мислам дека со тој процес сме веќе започнати во комуникација со стопанските комори, еве повторно ги споменувам. Во наредните недела или две ќе потпишеме меморандум за соработка со двете најголеми стопански комори во Македонија за, како што реков, по-продлабочена соработка, затоа што компаниите разбираат дека изворот е на универзитетите, на овие кадри и сваќаат дека најголемиот капитал во кој што можат да инвестираат е човечкиот капитал, односно се тие експерти, инженери, градежници и така натаму. Да. Професор, оно што може да забележиме е секако особено во Скопје, бидејќи притисокот е тука поголем. Изминативе неколку години неколкукратно е зголемен бројот на населението, се гради масовно. Таа масовна урбанизација практично некогаш го поставува под знак прашалник квалитетот на живење. А од друга страна, колку се консултира експертската фела, односно колку, да речам, сте консултирани во градење на некои квалитетни решенија кога се работи за урбаното живење. Посебно во главен град е Скопје, голем град, меѓутоа мора да се направи некој план за квалитетно живење во кое што ќе се чуе мислењето на експертската јавност. Да, секако ние имаме одговорност и општествена да учествуваме во сите стручни и технички дебати во кои што ќе ги изнесуваме своите мислења и ќе допринесуваме, како што рековте, до формирање на една поквалитетна животна средина во нашиот град и пошироко во нашата земја. И морам да ви кажам дека како фела, како институција, градежниот факултет е консултиран за многу, да речеме, проекти кои што се планираат. Меѓутоа, знаете, нашата улога е советодавна улога. Значи, ние ја немаме извршната улога за да можеме да пропишеме нешто или да го разрешиме или така да го организираме. Туку едноставно, како што рековме, сме консултирани, а до крајната реализација постојат и одредени пречки и не секогаш тие наши укажувања биле соодветно и реализирани или интерпретирани, да речеме, од оние што ги реализира. Да, не е целта сега да запре развојот, да се разбереме, меѓутоа тој развој да биде практично паметен, да се изградат градови кои што ќе бидат навистина убаво место за живење. Ова што со години некако го чувствуваме во Скопје е дополнителен притисок.
бетонизација практично и на сметка на урбаното зеленило, која што долгорочно гледано сите како граѓани ќе не чини многу. Видите, непланираната урбанизација е голем проблем на Скопје и тоа е подолгогодишен, значи не се случува само сега и ние само ги гледаме резултатите и секојдневно, така да сметам дека еден од најважните проблеми на кои што треба да се разрешат. Проблемите се јавуваат уште од самиот почеток, од дефинирањето на генералниот урбанистички план, потоа деталните урбанистички планови на секоја општина, недоволната кадровска екипираност во самите општини, кои што ќе има таков капацитет да ги изнесат тие планови и да ги реализираат и имплементираат, се еден друг аспект и елемент што допринесува до тоа. И едноставно на крајот совест или свеста на луѓето, генерално и на техничките и техничкиот кадар ги споменавме, меѓутоа и на оние луѓе кои што се ги водат тие институции, да речам, како што се градоначалници, советници во општините и така натаму, треба да гледаат малце посериозно на тоа, затоа што практично просторот го организираме на некој начин кој што не дозволува квалитетен начин на живот. Не се следат општествените и локалните потреби на жителите во одредена општина или во одредено мало, така да се изразам, и сето тоа создава различни проблеми понатаму. Постојат повеќе нивоа како може да се решава проблемот и по мене таа акција треба да биде на различни нивоа, а ние кој институција секогаш стоиме отворени, она што сме го правили до сега и да го правиме на некој поорганизиран начин, да бидеме членови или дел од одредени тела, комисии и така натаму и експертски да помагаме во носење на подобри решенија. Значи, доста е направено, да речем, во таа смисла и што можело да биде и подобро, меѓутоа има уште многу простор каде што може да се делува и состојбата да се подобри. Дали градежниот факултет еве практично директно учествува во изработка на некои студии, експертизи конкретно еве за ако се работи за ризични подречја, имавме неодамна проблем околу свлечиштата во Скопје, тоа е некој проблем кој што навистина се алармира кога ќе дојде некогаш до крај, до не знам, несакана некоја еве последица или нешто кога ќе се случи како одреден проблем на луѓето кои што живеат еве да кажеме на Водно или во околинава на Скопје, каде што постои реално опасност од свлечишта. Да, секако сте ја приметиле темата, се движеше низ медиумите, можеби една недела, две, додека таа опасност беше и актуелна на некој начин. Да, се актуализира тогаш и потоа се заборава, мислам. И тоа не беше првото актуализирање. На истата тема, за истиот проблем, неколку години наназад, градежниот факултет и нашите колеги професори апелираа дека е потребно и нужно да се изнаоѓаат и решаваат тие проблеми. И гледате повторно темата некако стивна во медиумите, меѓутоа, што е најбитно и кај надлежните. Значи, не се презема никаква акција, се одржаа неколку состаноци, меѓутоа никаква завршница на тој проблем не видовме, така да и самите го дадовте одговорот на прашањето на некој начин. Значи, се повикуваме како институции, како експерти, само во моментите кога се актуелни проблемите, а некако не сме и сведоци на некакво нивно завршеток или разрешница некаква на истите. Ние се нудиме, учествуваме во сите комисии кога сме повикани, даваме својот значен придонес, го даваме во нив, работиме студии, као што кажавте, работиме извештаи, дури имаме и научни публикации и трудови на истите примери, да речем, као одредени case studies, ги анализираме и во интернационални журнали ги опишуваме и тоа е начинот на кој што ние можеме да делуваме и секако не сме задоволни со тоа, бараме да има разбирање кај надлежните институции да се тие проблеми до крај разрешуваат, затоа што е тоа во интерес на граѓаните, во интерес на државата и така натаму. Решенија сигурно постојат, меѓутоа мора да има и јавни механизми, како да бидете директно вклучени. Ако рековте советодавна е улогата, сепак советите се многу важни и се она што треба да биде практично применето за да може да има едно одржливо решение.
Сакам да ви кажам, ние не се ограничуваме на тоа, значи предлагаме и соработуваме со надлежните институции, со министерствата, со владата, со сите агенции на владата и државата и нудиме исто и сме работели во минатото одредени стратегии. Работевме на студијата за просторно планирање, најновата која што се донесе како институција, како градежен факултет. Работиме на студии кои што се поврзани со одредени развој на патната и железничката инфраструктура, визибилити, предвизибилити студии, така натаму, така да нашиот допринос е во тој аспект и истото практично гледаме како да го надградиме и продолжиме и во иднина. Така да последното што сакам да го тука споменам е дека работиме на студија за градежништвото, да речеме во некој следен за развој на градежништвото во следниот период 26-30 година и сакаме еве со државните институции, со Министерството за транспорт да бидеме партнери во носење на една таква стратегија, како што реков на почетокот од дискусијата. Фокусот би бил ставен на патната инфраструктура, генерално на енергетиката исто така, што е еден исто значен сегмент или аспект во економскиот развој на самата држава и градежниот факултет као и досега се нуди да биде партнер во тие процеси. Така. Ви благодарам многу, верувам дека ќе имаме некоја следна можност да поразговараме за конкретни решенија од она што го споменавте. Да, потребни се стратегии, бидејќи тоа е една системска целовитост каде што треба да биде нели на една заедничка цел, бидејќи експертската јавност секако е сојузник и на институциите и на граѓаните, да може да се добијат квалитетни решенија за подобар квалитетен живот на граѓаните, меѓутоа никако да биде тоа на сметка, еве што споменав, на зеленилото кое што гледаме колку ни е неопходно, бидејќи тоа не е декорација, туку е урбана инфраструктура што многу ни е потребна на сите како граѓани. Да, се слагам со вас. Стратегиите се потребни за да се достигне целта. Никогаш со издвоени или сепаратни решенија не можете да дојдете до крајната цел и мислам дека тоа е единствениот начин на кој што ќе ги постигнеме и исполниме сите очекувања на нашите граѓани, како што споменавте и во делот на Зелената агента, која што во последниот период е приоритет на Европската Унија и сите проекти кои што доаѓаат од тамо се во делот на таа област, да речеме, во која што и ние се трудиме да се развиваме и да растеме. Така, секако можеби тоа ќе биде мотив повеќе и за идните ваши студенти да можат да се вклучат на некоја од студиските програми каде што ќе пројават интерес, ги има многу и искрено ви посакувам и се надевам дека ќе имате навистина голем број на студенти кои што ќе го продолжат своето образование на вашиот факултет, имајќи во предвид дека и нам ни требаат млади умови кои што ќе градат нашата земја за да имаме едно поубаво и поквалитетно живење. Да, ви благодарам. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете на програмата на телевизија 24, бидејќи за кратко ќе следуваат пладневните вести. Од мене пријатно.